Поголемо ДДВ на сметките за струја од 1 јули. Наместо 10 граѓаните ќе плаќаат 18%. Така, например, за оваа сметка од 1974 денари, досега се плаќало 163 денари данок, а за еден месец за истата ќе се плаќаат речиси 300 денари. Односно, само по овој основ, струјата ќе поскапи за 8%. Сепак, владата уверува дека немало да се плаќа повеќе. Како ќе го изведат тоа, засега е неизвестно. Со министерот за финансии, заедно со председателот на регулаторната комисија за енергетика и другите членови на енергетскиот совет во склоп на владата, во текот на јуни ќе седнеме, ќе разговараме за новиот модел. Јас можам од денеска да им кажам на граѓаните дека тие нема да плаќат поскапа струја. Но, дека може да има поскапување и по други основи, освен поголемо ДДВ, покажуваат и пресметките на енергетските компании. За сега е известно дека електродистрибуција бараат покачување од дури 32,13%. Од регулаторната комисија за енергетика се уште ги чекаат и другите пресметки, а крајниот рок е 31 мај. За операторот на пазарот на електрична енергија се уште не е обработено барањето, а додека Евана Хоум нема наведено колкава промена барана цената и тоа е во ред, бидејќи Евана Хоум во текот на месец јуни треба да ја направи набавката на електричната енергија на тендерот кој што треба да го распише во текот на месец јуни, а исто така и него знае колку ќе биде трошокот за пренос и трошокот за дистрибуција на електрична енергија. Регулаторна потврди дека се враќа дневната ефтина тарифа на струјата, но за сега не се знае точниот термин. Ке трае 2 часа во периодот помеѓу 11 и 16 часот. Кога точно ќе стартува ќе се знае за 15 дена, но домаќинствата ќе ја добијат етапно, зашто ќе треба да се прилагодат, односно прештелуваат струјомерите.